Сакаме да патуваме, да откриваме, возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш со добра. Планинарското друштво Јане Сандански од Прилеп овие дена го одбележа својот 25 годишен јубилеј. На прославата во манастирот Свети Димитрија над село Селце присуствувавме и ние. Бевме пречекани весело и со музика. После извесен период повторно сме во Прилепско, не во Мориово, туку во подножјето на Селечка планина, поточно во манастирот Свети Димитрија над селото Селце. Еве пристигнавме по известно мало пешачење и први на кој што наидуваме покрај членовите на планинарското друштво Јане Сандански кои што го организираат овој марш, ги наоѓаме домаќините представници на црковниот одбор од овој манастир, па да ни се представат, а потоа ќе поразговараме. Јас сум Мацевски Борче. Јордановски Кире, членови на управата во манастирот Свети Димитрија. Добро, како домаќини, ај најпрви овде кажете ни кај се наоѓа манастирот за оние што не знаат, да објасниме малку за евентуално кои што сакаат да дојдат. Манастирот се наоѓа во непосредна близина на градот Прилеп, југоисточно од градот, во близина на селото Селце. 2 километри од градот е оддалече. 2 километра. Да. Патот не е асфалтиран? Патот не е асфалтиран, меѓутоа со средства од владата оваа година се планира да се изгради асфалтен пат од градот до самиот манастир. Исто така, покрај тоа, е во тек и изградба на камбана. Можете да видите, самата камбана е стара и руинирана, па ќе се изгради нова во висина од 7,5 метри. Да. Добро. Заедно со
реконструкција на црквата. Добро, ќе го подобјасни ми тоа. Од кога датира овој манастир? Манастиров има многу малку податоци за манастиров. 33-та година е подигнат, осветен на 6 мај од семејство од селото Селци. Сега кои се точно има многу малку податоци. 6 мај 33-та година. Тогаш е камен темелникот на Добро, манастирот. јас овде сум престојувал на 2 пати и то во една прилика и снимав емисија кога слегувавме горе од Селечка планина, од планинарскиот дом Томе што го градеше. Некои податоци тогаш внесов во емисијата, меѓутоа секогаш имаме нови гледачи, па ќе треба нешто ново да кажеме. Ај сега да одиме најпрви во црквата да ја разгледаме, па потоа и другите објекти. Еве ја посетивме црквичката, запаливме свеќа за здравје. Видите колку е посетена црквата. Бидејќи манастирот и црквата се во непосредна близина на Прилеп, се доста посетени, посебно во празнични денови и недела. И така да имаме голема посетеност
Отворени се во сабота и во недела и во верски празници, нон-стоп е црквата отворена и ги покануваме сите верници, па и планинари и така натаму. Еве и денес имаме посета на планинарско друштво, дека повелат да дојдат да не посетат. Инаку во текот на другите денови има тука лица одговорни задолжени или останувате сте затворено па само во викенди доаѓате? Во викенди доаѓаме и верски празници. Да, меѓутоа имаме оставено и телефонски броеви, слободно и во делнични денови може секој да не побара, ние ќе му отклучиме. Кои се тие броеви, ајде да ги чуем? Броевите на Борче 075 203 715, од Кире 070 820 678. Добро, ај нешто што планирате во иднина, нешто околу црквата, околу камбанаријата? Во иднина планираме, се надевам оваа година, да се отпочне изградба на нова камбанарија, старава ќе се сруши и на истото место ќе се изгради нова. Меѓутоа би искористил оваа прилика да кажам дека средствата ни се ограничени, многу скромни ни се, па затоа би повикал кој може да донира за изградба на нова камбанарија, а заедно со тоа и реконструкција на црквата. Да, фасадата. Однапред би му бил благодарен на секој кој би донирал во изградбата на камбанаријата и црквата. Со кои средства ги изградивте овие конаци? Од народни средства и од редени донации. Така. Колку натри има за сместување, ај малку за тоа? Моментално имаме 40 легла и еве пак ќе напомнам, сношти беше комплет искористен капацитетот на манастирот. Моментално значи имаме 40 легла на располагање. А во салата колку простор има? Во трпезаријата има простор за 250 души да престојуваат. Инвентар имате за сите? Има и за повеќе. Добро. Така да можеме и таму да појдеме да видите дека е во програма е во план и да се сруши стариот дел, бидејќи таму има нов и стар дел. Сега стариот дел е во употреба. Меѓутоа се надевам дека во скоро време дека и тоа ќе се обнови. Друга црква, друг манастир Свети Димитрија во Прилеп нема? Има, се наоѓа во Варош. А на друго место нема? Не. Значи ова е единствено. Ова е, Добро. Ај можеме сега малку да прошетаме низ него да видиме какви се други придружни објекти има во него. Да. После неколку дневни дождови, еве сме на едно пријатно неделно утро, да речам, последно од овој мај. Обиколивме малку околу манастирот, нешто забележавме, некои води, лековити се, какви се, ај нешто за тоа да ни кажете? Да, во близина на црквата Свети Димитрија има 3 лековити води, Света Петка, Света Недела и Свети Димитрија, која се наоѓа под новиот дел, под комплексот на манастирот. Сега нормално дека треба да се напомени тоа дека верувањето во Бога, кој што верува во Бога, тоа не може водата како вода да биде лековита, затоа треба да имаме тврда волја и здрава волја во Бога. Имаме доста голема посетеност, не само за водите, туку и затоа и за прекрасната убавина, дека прекрасната природа што има околу манастирот. Така, овде забележавме на група од планинарите тргнаа кон домот, така да речам, новоизграден на Томе, еве така да го наречеме, и кај спомено обележјето за Карпалак, ние тоа го имаме снимано, па може некој дел ќе извадиме и во оваа емисија. Што уште друго ќе ни покажете вие од манастирот? Можеме да одиме да видиме новиот комплекс, изградениот нов комплекс, да видите со што располагаме и така. И после малку ќе се ниме да поразговараме. Фала Богу. Добро. Се надевам дека објектот
односно манастирот Свети Димитрија над селото Селце, добро го представивме, еве ги повторно нашите домакини. Овај објект, рековме, на 3 спрата е во долниот дел што има? Во долниот дел има 2 големи спални соби и кујна за постојана употреба, за пролазници, за планинари и така натаму. Добро, после? Погоре? После во трапезаријата, голема трапезарија со околу 250 души, собира и горе се новите соби, новите конаци. Тие се скоро подготвени, меѓутоа не се уште во употреба. Не се во употреба, пуштени, се надеваме дека во скора иднина ќе биде и тоа. Добро, еве, мислам дека гледачите ќе имате на представа, а тука гледам расположението кај планинарите започнува да расти, се раѓаат и некои песни, да речам. Ние во екипата, ние Миле Богдановски војниот со Славе Кромидовски, гледам започна да пеат, па да направиме еден мал одмор. Од ноќеска, како беше ноќеска тука? Прекрасно. Да кажеме дека ноќеска прекрасно си поминавме со друштвото Јане Сандански, беа на ниво. Со пеење или со пиење? Не, пиење немаше, пиење не. Само пеење, расположението беше добро. Ајде да видиме нешто, може од сношното ќе се повтори денес. Во манастирот пиење нема, нели? Само вода од лековита. Вода лековита, да. А надвор од манастирот може? Сега, кој сака така. И имаме посетеност од многу градови од Македонија. Добро, во екипата нивна гледам има доста нешто, ќе разговараме некои со нив. Добро, јас ви благодарам за она што ни го прикажавте. Кај што има планинари не може да нема песна. Еве расположението започнува да расни, па да чуеме што пеат. Од корен ме откорна, пијам да беже се отрезне, болен да бе, јас ќе оздраве, ама пусти ме рак, кратке по тебе, никако да поминеш. Пијам да беже се отрезне, болен да бе, јас ќе оздраве, ама пусти ме рак, кратке по тебе, никако да поминеш. Ама пусти ме рак, кратке по тебе, никако да поминеш. Со среќа овој ден. Ова беше во живо, а ми изгледаше како да е снимано, толку убаво некако звучеше. Сега ајде да видиме дали убаво ќе поразговараме, да ни се представите, елате малку Па ние сме планинари од Скопје, од планинарското друштво Китка и многу сме задоволни и среќни што имавме прилика да не почестат, да не поканат другарите од Прилеп. И овдека многу убаво си поминавме, организацијата беше прекрасна, вчера на секаде не прошета, до Маркови кули, низ Прилеп. Од Прилеп сум многу воодушевена. Значи, толку е сменет градот и толку убаво изгледа, ми се чини дека е еден од најубавите градови во После Битола, само ќе кажете после Битола, ти не сте биле во Битола? Да одиме во Битола, во Битола, широк сокак. Ајде да одиме во Битола, во Битола, широк сокак. Таму има мови убави, бели црвени, баш македонки. Таму има мови убави, бели црвени, баш македонки. Добро, доволно е, ќе продолжиме и потоа со пење, еве сега од името на домакинот Славе Кромидовски, да кажам дека пред известно време ве представив на Копанки кога имавме марш за Мурато, па сега еве ви даваме една шанса
да ни кажете по кој повод е овој собир одржан, кој учествува на него, како го организирате, каде престојувавте и како ви се одвиваше целата манифестација, да речам, тој марш. Морам да кажам дека Муратот ми беше противник во времето кога се надпреварувавме во ориентација, меѓутоа живеевме независно од тоа. И чест ми беше и кеф. Бевте во спротивни екипи, Кеф, значи. да, спротивна екипа. Меѓутоа, Муратот е светски рекордер, да речеме, еден македонец кој успел да направи еден светски рекорд. И тоа ми е кеф наш, па независно од она ривалството Прилеп Битола, тоа е веќе... Меѓу планинарите на Да, надмината. меѓу планинарите ние се дружиме и живееме и најмногу се дружиме фактички. Ние Да чуеме пречеме, сега да. нешто за марш. Ние оваа година славиме Планинарско друштво Јане Сандански 25 години од основањето. И денеска на денешен ден, пред 137 години е роден нашиот голем македонски син, Пиринскиот цар Јане Сандански. И ми е големо задоволство што во толка број дојдеа планинари од цела Македонија, од странство, и едноставно не знам, не можам да го изразам задоволството од тие пријатни моменти со кои се дружевме, со кои планинаревме, се дружевме со сите планинари. Како ви се одвиваше релацијата? Кога се собравте поточно? Денес сме в недела, Да. вчера се собравте? Денес е недела, вчера, односно саботата на 30 мај се дружевме, односно планинаревме во спротивниот дел на сега кај што се наоѓаме. Тоа значи на Маркови коли. Една група одеше на Маркови коли, ги посети црквите во Варош, по населбата Варош, манастирот, Свети... Има повеќе цркви Да, таму. да. Бевме на тврдината горе на Маркови коли. Една група појде до манастирот Трескавец, односно Свети Богородица Превржение. Наредниот ден се префрлипме на овој дел на Селечка планина. И вечерта имавме една планинарска вечер, едно дружење заедничко, со сите преку 200 планинари беа присутни тука. Значи, всушност маршови беше 3 дена, од петокот започнавте. Од саботата Од саботата, значи прво одевте на Трескавец, па после дојдовте тука на Селечка. Да, може и да се види тука и сега нашиот емблем. Да, добро. Значи Марковите колини се наш заштитен знак. Добро, И- забележав и еден аматер камерман, веројатно ако има нешто добро снимено, можеме да извајме некоја снимка од она Да. вчерашно ваше другарување. Да, Колку членови Јане Сандански има? Јане Сандански членови има 38. Меѓутоа ние не одиме дали бројка има или помалку или повеќе. Нас не интересира да бидат планинари, да бидат честни луѓе, да бидат дружелјубиви, Песнали. песнари. Да не го и- забораваме. Да, се сложувам. Добро, кај тргнаа сега овие што Сега заминаа за нас? оваа група тргна во домот за изградба Прилепски бранители. Ќе одат една патека околу 3 до 4 часа. Има едно место викано Чешма Казанташ, кое е изморедно место исто за пленарење, и ќе се враќаат по патеката сите во природа. Негде ги очекуваме околу 13 часа да се вратат да бидат тука. Потоа имате Да. заеднички ручек Потоа и завршува. заеднички ручек Завршува. и се разделуваме со пријатни спомени. Добро, овде има планинари, рековте, од повеќе градови, ќе можеме да поразговараме со некои од нив, меѓутоа нешто кажете, активности какви има друштвото ваше? Нашето планинарско друштво, активностите се пред се движење во природа, нормално планинарење. Меѓутоа имаме ние една наша девиза. Значи, не можеме сите да одиме, некој може да оди 10 часа, некој 2 часа, некој 3 часа. Во таа смисла ние нашите акции ги планираме да може и секој да се движи во природа, да нема проблеми, едноставно. Што значи дека некој ќе оди 2 часа, некој 3, некој 5. На колку места сте били низ државата или сте биле можеби и во странство? И во странство, меѓутоа, за жал морам да кажам, ние македонците не си ги знаеме прво нашите убавини. Значи, прво треба да ги запознаеме нашите убавини, а после да одиме странство да кажуваме што е убаво
што не е убаво. Овде сме во еден манастир, морам да кажем тоа. Луѓе, новата управа овие кои дојдеа сега, овие луѓе што работат сега, верувам дека ќе направат еден манастир достоен за еден туризам да се направи, за кој да дојде во овој манастир да се чувствува изворедно. Бидејќи е на убаво место, убава природа и дестинации има убави за прошетки на сите страни околу манастирот. Рековте, не си ја познаваме земјата, затоа и ние ја концептиравме оваа емисија, патуваме, откриваме и докај што можеме да одиме нешто пешки, нешто без пари на секаде што се вика, само да откриеме некои убави места од нашата земја, нешто пропатувавме повеќе низ Битолско, Прилепско, бевме и на други места. Се надевам дека и ќе имаме други средби со вашите членови. Посебно задоволство ми е пратам вашата емисија. Ова емисија вие што ја правите, телевизија Орбис, ова го нема во Македонија. За жал не знам колку е помогната од владата, да речем, дали пари што едно друго треба. Ова е нешто што не се плаќа со пари. И ви пожелувам понатаму да ги промовираме нашите македонски природни бавини. Јас да ве надополнам со пари, од никого не е помогнато, освен од собственикот на Орбис. Меѓутоа, еве, почнавме да ги добиваме и првите награди и признанија. Пред неколку дена редакцијата на Битолски весник му додели посебна, награда за репортажа, да речам, на уредникот. Мене ми ја даде, меѓутоа тоа беше заслуга и на цела редакција што ја уредува. Неколку мина сме тука, 3-4 сниматели, неколку камермани, тонски мајстори, така да ми се чини дека таа награда за цела екипа ќе биде и пострека, еве да продолжиме и натаму. Гледачите ја прифатија емисијата, имаме и покани каде не повикуваат додиме и натаму ние сме отворени за соработка, исто како со вас што направивте, не повикавте и ние дојдовме. Така. Ви благодарам што дојдовте и искрено да ви кажам, во овие тешки времиња мора помош да имате. Вакви телевизии мора да и помогнат. Помош ни се за сега нозете, дури не држат. Благодарам. Меѓу членовите планинари на овој марш, на оваа средба, еве забележуваме по мајците, планинарско друштво Кадијица од Пехчево. Да. Вие сте председател на друштвото, па нешто да ни кажете за вашите активности. Да. Па чест ми е што сме поканети од страна на членовите на планинарското друштво Јанец Сандански. Прво да обележиме оваа нивна свеченост тука, која да изразиме големо задоволство, не примија од се срце, ни покажаа Прилеп, ни ги покажаа убавините на овој дел од татковината, пошто за да ја засакаме татковината и уште поубаво треба да ја запознаеме како прво. Инаку јас сум Маријан, председател на планинарско друштво Кадијица од Пехчево. Презиме? Митриновски. Нашето друштво е формирано 48 година, значи во далечната 48 каде што пишува на знамето, со некои повремени прекини, да, како околу распадот на Југославија тогаш на тие времиња. Активности ни се исто и ние одиме по странство, Пирин, Рила, Олимп. Македонија на по сите врвови и сите маршеви присуствуваме редовно. На Мурато мораме да го потенцираме нашиот великан на планинарењето. Секоја година присуствуваме. И исто имаме и ние планинарски марш кој се одржува на 8 и 9 август, значи 8 и 9 август, после Илинден, и ја користам оваа прилика, ги поканувам сите, значи планинари, љубители на природата, ентузијасти на 8 август, значи 8 и 9 август, да присуствуваат во Пехчево на нашиот планинарски марш. Ќе бидат сите добре дојдени. Може да контактираме еве и со нас, еве и со Славе тука. Нема проблем. Каде ќе се одвива маршот? Па маршот ќе се одвива на релација Пехчево, туристички локалитет Равна река, врв Кадијица, или можеме да имаме една друга релација на источната точка на поранешната Социјалистичка федеративна република Југославија или на денешна Република Македонија, Ченгино Кале. Позната име на многу, мислам, најисточна точка е тоа. Со пружа исто таму кога ќе идеме, таа точка пружа многу убав видик на планината Рила од Пиринска Македонија, планината Пирин со врвовите вихрени муцала.
кој сака може да дојде да присуствува. Ние сме отворени за сите, нема проблем. Поканети сме, значи Поканети сте, ние да. патуваме на разни места и кога би дошле во Пекчево, што има интересно во таа околина да се види? Ај нешто така нафрлете ни да видиме. Тоа треба да се види само. Знаеш, Секаде, значи, само да се оди само и да да се се види. види и да се доживее, иначе како Тоа е да ви најдобро објасниме. доживување. За разлика од тука, значи разлика од тука, надморската височина си го прави своето. Ние сме на Пекчево центарот е на 1000 метри надморска висина. Таму дека ќе одим највисокиот врв Кадијица на 1932 се наоѓа на планината Влаина и располагаме со високостеблени шуми, води. Како што ви реков, само треба да се дојде да се види како Пелештер слично. Добро. И со добрина. Сигурно, што Пред сте се, планинари. пред се, да, тоа, да. Ај нешто вие конкретно за маршот. Па, јас... Како ви помина, колку години сте планинар? Па, ние сме околу 3 години сега млади планинари, патуваме секаде, одиме, пешачиме. Најдобар спорт, според мене, што може да допринеси и за здравието, и за другарство, пријателство, расположение, разумно како синоќе што беше тука. И за момент И- да се и да забораат се- дневните Проблеми. проблеми, И да. да продолжиме и сите ги покануваме и стари, и помлади, и најмлади, и да дојдат и кај нас и да се дружиме, од тоа поубаво нема. Значи вие како нас патувате и постојано Пос- ви се зголемува бројот на Да, патувачи. да, да, да. Интернационално се бавиме и Мислам да И- формираме партија че е со најголемо Не, членство. настрана од политиката, настрана. Да се нашалиме малку. да, друго што да ви кажеме. Благодарни сме многу за организацијата. Да. Секоја. Вечерата и доручокот беше одлично направено тука, значи што е многу битно, да. Планинарско гравче. Тука спиевме ние во шатори затоа што сакавме. У шатори. Планинари у шатори треба да спијат. Да, на отворено. Да, и кај нас можеме да организираме исто така у шатори, а сите планинари па планинари се ако спијат у шатори. Да речеме, ајде. Биле на Пелистер, што таму би се бендисува, да ве прашам. Пелистер прекрасно е нешто. И таму добра организацијата организираат. Значи, на европско, светско ниво Пелистер е прекрасен. Битола е прекрасна, убава. Друго што да кажеме. Организацијата секаде е добра. Доволно јас. Добро. Ви благодарам и да се сретнеме на некоја друга средба Благодариме. во Пекчево. Кај нас едно интервју така да направиме. Благодариме. Па да се Ја прифаќаме поканата, 8 па и 9 август, значи. да не се таксуваме за датум, али не се- кога ќе да. имаме шанса ќе дојдеме. Нема проблем, ние Ако ве каниме треба да дојдете. Додека ги очекуваме планинарите што замина во горниот дел од Селечка, еве 3 момчиња од Демир Капија и тие учествува на маршот, ќе ни се представат сами. Камчев Христо сум јас, ученик завршен електросредно од Демир Капијата. Лазаревич Илија, завршена ова година, сега сум матурант од Демир Капија. Јас сум Димов Александар, ученик на прехранбена техничка струка, 2 година. Како ви помина маршот? Многу убаво, супер, прекрасно беше. Колку години планинарите? Па ние сме ново друштво, едно 3 години сме ние. Како се вика? Змеевец. Млади така членови сме поише. Супер. Каде сте престојувале до сега? Во Струмица, во Гевгелија, па беме и на Пелистер, во Битола исто така. Па сега дојдовме во Прилеп да прошетаме да видиме како е на планините во Прилеп. Идни планови во планинарството? Па да се шета повеќе. Што може повеќе да се шета. Да се запознат убавините. Познаат со друг народ да се запознаеме и да си поминуваме интересно убаво сето да види. Меѓу присутните има и викендаши дојдени да го проследат овој убав, да речам, излетнички ден. Еве две не се планинарчина, велат се џудисти, ученици од Прилеп, ајде ќе ни се представат. Јас сум Антонија Цески Прилеп во Кири Гавриловски Јани. Која година учили? Трето. Јас сум Давид Николовски, ученик од Кочо Рацин, 4-то деление. Ти си планинар или џудист? Џудиста. Кога тренираш и каде? Во џудо клуб Пролетар 2 години. А ти си фудбалер, Милан гледам. Да. Јас тренирам фудбал во Тони. Сега се запишав брзо и така. А планинарството не го сакате? Го сакам многу. Ти? Исто и јас. Добро, еве сега ќе имате шанса да се видите на телевизија Орбис во емисијата Патуваме, откриваме.
според програмата за престој во овој манастир, имаме уште 2-3 часа време, меѓутоа тој период ќе го искористиме да излеземе малце по угорницата овде на овој терен, да видиме што тука ќе регистрираме од оваа прекрасна убавина. Еве заедно во придружба моја се наоѓаат Миле Богдановски, Живко Најдовски, кои што и во други прилики не придружуваат на ваквите патувања, па да видиме сега што ќе биде поинтересно, а потоа ќе регистрираме и нешто овде друго што ќе се случува. Кој вели дека не е весело секогаш со планинарите? Еве потврда за тоа. Пролет, лето, есен, зима, еđi бесна планина, гордо пеат планинари, прекрасна убавина, гордо пеат планинари, прекрасна убавина. Дали жешко сонце гре или јасна месечина, дали ветре снежен вее, секогаш убавина, дали ветре снежен вее, секогаш убавина. Тука доминираат членовите на Китка
од Скопје, меѓутоа да ни кажете од кого е оваа песна? Оваа песна е компонирана и напишана од еден многу наш драг пријател и планинар, Атанас. Андоновски ми се чини, ама не сум сигурна. Доволно е Атанас. Главно песната не ве расположил. Атанас Андреевски. Добро, вака да се сретнеме и на некоја друга прилика. Многу поздрав до сите битолчи. Да им го честитаме уште еднаш празникот на Јане Сандански. Еве на крајот, од страна на домакините, ни доделија благодарница за телевизија Орбис за реализираната емисија. Someone to go his way.